Нас ни представува најголемата работа и најголемиот труд што треба да го вложиме како организации, како заедница во делот на македонците што живеат во Гора и во Голо Брдо и отварање на паралелки за изучување на македонскиот јазик во Тирана, кај што имаме голем број на македонци, во Драч, во Елбасан и во другите градови. Меѓутоа, Албанија, официјалната политика на Албанија, тука се прает на некој начин по секоја цена сакат овој проблем на некој начин сака да го елиминира и не сака по секоја цена да се учи македонскиот јазик. Меѓутоа, бидејќи е потписник на многу конвенции, меѓународни конвенции од Советот на Европа, од Обединетите нации, таа е принудена де факто сега и е пред таа одговорност и мислам дека ова година донесе закон и има право. Ево, јас имам бидено представник во една делегација кој што учествуваме во Министерството за образование на Албанија и бараме отварање на тие училишта во Гора и во Голо Брдо за да се изучува македонскиот јазик. Так. И албанската влада веќе има донесено закон. Нас ни дава задача да одиме ние сега од фамилија на фамилија, од деца што се првачина, да земеме дозвола од родитело, дека сакал да учи некој си јазик, македонски, албански, англиски или било кој јазик други. Така што таа задача ни представува. Е тешка задача, навистина таа сака финансирање. Јас навистина тука благодарение да му сакам навистина да му упатам и на господинот Трифун Костовски, кој што за таквите проекти оној секогаш нима бидено на поддршка на нашата страна, е во тек на сите проблеми и тешкоти за остварување на тие проекти, проекти што се однесуваат на образование, изучување на македонскиот јазик. Значи, како од решавање на тие проблеми и подхитно што ни треба е да почнеме што поскоро децата првачината да го учат македонскиот јазик, да не го заборават македонскиот јазик, па после другата работа е враќање на националноста, кој што Албанија, институциите во Албанија сакат по секоја цена се прават на глувонеми, дека не постоеле македонци во другите делови. Меѓутоа, пак покажувам уверение дека со труд и со нашата работа ние можеме да постигнеме, меѓутоа тука треба тематичната држава. Пак ќе се навратам на тоа. Реципроцитет и само реципроцитет. Одговорност. Како што некој бара, така и на некој треба да му бараш. Апсолутно. Значи, тоа е во образованието. Во услови кога државни универзитети се отвараат во оваа земја за албанското национално малцинство, баш ка приватни универзитети и така натаму, па може би тоа не е лоша идеја да се, нели? Да, види, Марина, јас можам да ти кажам така, дека нашите средношколци кои што завршуваат средното училиште, ние имаме истиот третман, како и албанските средношколци, исто конкурираме на сите, меѓутоа тука има една грижа од Република Македонија, од владата на Република Македонија, веќе традиционално 10-15 години наназад веќе се земат стипендисти за да продолжат факултетите во Република Македонија. Меѓутоа, тоа не значи енострано дека ние веќе ќе го решиме проблемот на образованието. Проблем на образованието е и наши деца да одат и на факултетите во Тирана, како што традиционално се правело тоа до 90-тите години. Ние имаме од најуспешните студенти во сите факултети во Тирана. Тврдам со одговорност на моите генерации и претходните и по мене, што поминува на сите факултети, меѓу 5 најдобрите студенти не се можеше во сите факултети да немаше македонец. Исклучително само дека нас не праќа на правни факултети, нас не праќа за земјоделие, ветеринари, економисти и така натаму. Меѓутоа, нашиот македонец и ако е по квантитет, меѓутоа ние со одговорност велиме дека ние сме и квалитет. И ден денес имаме такви студенти, спремни деца, кои што се навистина меѓу првите на сите факултети, зборувам за Тирана, за Елбасан и за Корча. Значи, системот на образованието е рамноправен, имаме ист третман како што имаат и албанците. Меѓутоа,
то се развива спроведено спрема сите тие спрема стандартите што ги правит Министерството за образование на Албанија. Јас сакам дека и апелирам до владата на Република Македонија да насочи внимание према децата од Гора и од Голо брдо. Од Рачо, Тирана, кај што на вистина досега се учило македонскиот јазик само во фамилите, со семејството, со родителите. Мала Преспа веќе е Мала Преспа, кој што официјално веќе тука е дозволено изучувањето на македонскиот јазик. Ние треба да го прошириме тоа во другите делови, во делот на Гора, во делот на Голо брдо, кај што тука на вистина македонскиот јазик веќе се атрофизира. Така. Ако сте сведоци на една генерација која инсистира да ги научи своите деца и да го одржи македонскиот, можеби таа наредната нема со таква интенција, нели со таков интензитет да го прави тоа, и тоа во превод значи дека ако не се обрне внимание за некое време таму македонски можеби нема да се зборува. Да. Имате ли можност да проследувате или доаѓаат ли наши уметници кај вас, не знам, театарски представи, концерти, луѓе од естрадата, од тој културно-уметничкиот живот македонски? Дали досега има таков интерес? Помина веќе 17 години како веќе се сина тие бариери, тие постојани на граници, меѓутоа јас можам да речам дека многу малку. Ево можам да насочам танец само едноше дојден, скрп и утеха има доаѓано и има одено во тие рурални средини, како што е Голо брдо, инаку е кој ќе му слезиш во тие рурални средини, инаку е кој ќе одиш во урбаната средина. Меѓутоа, кажано дека од овој аспект дека малку се работа. Малку се работа. Јас целата вина ја префрлувам, пак ќе се навратам кај Институтот за национална историја. Мислам дека тој е тој објект на ова држава. Министрите се миновни, владите се миновни. Не можам да му се лутам јас на еден министр за надворешни работи, кој што е денес, сакал или не икел да се види со мене. Му се допаѓам или не му се допаѓам. Или еден премиер или еден председател на држава. Меѓутоа, оној треба да е должен према она стратегија што е пред него, е зацртана во уставот и во стратегијата на ова држава, дека он треба да се види со представник на Македонската алијанса за европска интеграција. Дали ме сака или не, мене и мене, дали му сам симпатичен или не, тој треба да ме викни и да се видиме двајцата. После таа средба, онако сака што сака нека прави. Меѓутоа, пред Уставот на Република Македонија, он е должен, треба да се види со мене, во конкретен случај, или со другите представници на политичката партија, или представници на заедницата, или представници на било што организирани од животот, организираниот живот на македонците во Албанија. Ние ден денес имаме насекаде македонци. Ние имаме главен советник во кабинетот на Бериша, македонец со исламска вероисповед. Меѓутоа, тешко е да се кажет како македонец. Тешко е да дојди во нашата партија, дека ние уште не сме консолидирана партија, дека ние уште не можеме на вистина да застаниме цврсто и одговорно да земиме одговорноста за да го раководиме народот за понатамошни проекти или за понатамошни усварување на правата на македонците во Албанија. Затоа сите македонците денес за денес гледат оддалеку, се симпатизери, сакаме да дојдиме, меѓутоа дајте вика од вас. Меѓутоа за да дајш, за да закрепниш на куќа, треба ти некој да помогне од страна. Се разбира. Она што ние можеме, колку се нашите капацитети, тоа го говоревме и првиот пат кога се сретнавме јас и вие, господин Ефто, дека навистина со огромно задоволство, еве Македониум и моите колеги, ќе направиме еден обид да ве посетиме, можеби, не знам, таму на есен, некаде септември, почетокот, значи на лице место да ги регистрираме сите овие работи што ни кажавте
И за гледачите на Македониум и на Скайнет ќе биде интересно да се проследат сите тие прекрасни предели кои не сме имале можност да ги видиме. Освен преку скрп и утеха, ги спомнавте преска, да го поздравиме и тихо. Ми се чини дека точно на нашава телевизија гледачите има можност да проследат едно гостување на скрп и утеха кај вас долу. Само да не заборавите. Само да не заборавите. Ветување, ова е јавно ветување. Меѓутоа, јас пак сакам да ве поправам во некоја работа дека македонците од Мала Преспа, не се македонците само во Мала Преспа, или има едно однесување вака.